За случувањата во Македонскиот центар за меѓународна соработка ќе говориме со господинот Сашо Клековски. Добар ден за вас. Добар ден. Добре дојдовте. Започнуваме една интересна соработка. Така, по кој програмски ред и редослед работи Македонскиот центар за меѓународна соработка, на кој полиња се действувате? Значи, Македонскиот центар за меѓународна соработка е основан 90-та година, значи пред 16 години. И во сите овие години направивме на разновиден пристап во оно што не е главна цел, да ги потикнеме промените, да ги подобриме состојбите, ако може да кажем, од наш граѓански аспект. Главни подрачја на кои денеска се фокусираме се социјалната кохезија, намалување на сиромаштијата, локалниот и руралниот развој, диалогот, доброто водење и граѓанското општество. Секако тоа во еден контекст на нашите регионални соработки и евроатлантските интеграции. Така, тоа се и вашите цели во работењето, допринесување на подобро општество со еден збор. Значи, ние сме граѓани кои сме решили да останеме тука, во Македонија, и да го направиме во едно попријатно, подобро место за живење. Така. Што на тема социјална кохезија има сработено Македонскиот центар за меѓународна соработка и на кој начин се трудите да ја надминете сиромаштијата, која што е се почест пример кај нас? Тоа е фокус од самиот почеток. Ние практикуваме еден пристап кој комбинира потикнување на образованието, поддршка на вработувањето преку мали и средни бизниси и локалниот и руралниот развој. Значи, овие три работи се фокусирани на групи кои имаат поголеми потреби. Значи, во Македонија поголема концентрација на сиромаштво имаме во руралните подрачја. Така да еден од нашите главни фокуси е да сите овие мерки што ги работиме ги насочиме кон малите рурални општини, без разлика дали е тоа Долнен, дали е Могила, дали е Карбинци, дали е Стара Нагоричани, дали е Сарај, така натаму. На кој начин работите за развој на поволна средина за граѓанско општество, што се имате сработено до сега? Да, значи, покрај ова првото главно подрачје за социјална кохезија и локален рурален развој, второто наше подрачје на работа е развој на граѓанското општество. Кај нас многу често се граѓаните прашуваат што државата може да направи за нив. Ние велиме што ние граѓаните можеме да направиме за нашето општество, бидејќи сметаме дека покрај државата граѓаните мора да бидат активни чинители. Клучен начин на активирање на граѓаните се граѓанското општество или граѓанските организации. Значи, ние повеќе во целиот овој период работиме на јакнење на капацитетите на најразлични граѓански организации. Значи, тоа е еден широк спектар од од организации на лица со хендикеп, од организации на роми до мали локални организации кои се грижат за развој на својата местна заедница. Сметаме дека само со активирање на тој голем човечки потенцијал Македонија може да направи поместување. Во последните неколку години се обидуваме да ја потикнеме државата да направи подобра околина за развој на овие граѓански организации. Значи, да има подобри закони, да има посебно даночни и други потикнувања за да можат овие организации да мобилизираат средства и локално, значи да не бидат зависни само од странски донации или слични поддршки, и за нас е тоа еден многу важен дел како да се обезбеди подобро действување на овие граѓански организации. Секако покрај барањето од државата ние работиме со самите граѓански организации на развој на нивните капацитети, бидејќи од желба да се направи нешто добро до реализација
потребни со одредени знаења и вештини и работиме со доста организации на подобрување на тие знаења и вештини. Нешто што е многу интересно, во македонското мултикултурно општество, прифаќањето на различноста и разбирањето на потребата од диалог, заедничко живење и јакнење на меѓузависноста е примарно значење за мирен и хармоничен развој. Преку кои програми се обидувате да го наметнете диалогот како алатка за решавање на споровите? Ова што сега ќе го покажувам, додека вие говорите, се само дел од брошурите на оваа тема. Нашите први искуства за потребата од диалог се на решавање на едноставни проблеми. Значи, како да се реши проблемот на водоснабдување во едно село во Прилеп, да кажем. Изработата свативме дека зошто луѓето го нема да решено својот проблем за водоснабдување, често е дека горно и долно мало се скарани околу тоа како да го решат проблемот, не разговарат едни со други и заради тоа проблемот е нерешен 20-30 години. Луѓето веројатно веќе заборавиле зашто се скарале, ама проблемот останува нерешен. И од едно такво искуство од реалноста свативме дека ние мораме да бараме начини на продуктивно решање на нашите разлики, спорови, конфликти, бидејќи нерешавањето на споровите, конфликтите на најосновно ниво. Значи, зборам важна во соседството, во заедницата во која живееме. Нема општо човечко без разлика на не води никаде. Значи, колку повеќе конфликти нерешени има, толку повеќе заостануваме во развојот. Диалогот за нас е алатка за надминување на тие спорови, бидејќи мора да збориме едни со други. И да видиме како можеме да надминеме таа состојба. Едно од прашањата кое доста интензивно работиме, бидејќи имаме одлични комуникации, нашата работа со црквите, верските заедници. Таму работиме, например, на формирањето на меѓурелигијски совет, каде што 5 заедници спомнати во Уставот ќе постават редовен начин на комуникација за координација и за информирање меѓусебно за прашања што ми се важни нив. Исто така развивме програма на соработка меѓу Теолошкиот факултет Богословијата и Исламскиот факултет во Кондово за размена на студенти, како студентите би можеле да се запознат меѓу себе, бидејќи диалогот секогаш е многу полесен кога луѓето се познаваат. Не мора сите ние да се познаваме, но многу е полесно кога познаваме луѓе од друга заедница, без разлика дали таа заедница е разликата дали е рурална, урбана, Скопје, Велес, дали е ислам, православие, дали е македонци, албанци, роми и така натаму. И на кој начин сето тоа го втемелувате во вашите програми? Се организираат некои трибини или можеби предавања? Како сето тоа се реализира? Во основа, значи, тоа е комбинација на меѓусебно запознавање и учење на вештини на диалог, бидејќи диалогот е вештина. Мислам, меѓусебното запознавање, например, го правиме со организирање на посети на другите заедници. Например, да студентите од еден факултет, од Исламскиот факултет ги посетат црквите или без разлика дали се тие православни, католички или протестантски цркви. И обратно, со запознавање на празниците, значи со едно запознавање кога ќе се запознаеме, ќе видиме дека не сме толку различни и дека всушност можеби разликите ги пренагласуваме, можеби споделуваме многу повеќе заеднички работи, ама веројатно заради потребата од посебност некојаш ги пренагласуваме разликите. Во тој случај понатаму следната фаза е воспоставување на механизми за редовна комуникација. Значи, откако ќе се запознаеме, мора да воспоставиме одредена рамка за редовно комуницирање и тоа да биде природно, да не е од наметнато. Мислам, затоа, например, ние никого не тераме да води диалог. Диалогот мора да спонтана реакција да биде на светоно. Да биде посакан, бидејќи наметнат диалог. Не е диалог, тоа е арбитража.
преговори, ние сметаме дека луѓето сами треба да дојдат точка да разберат дека им се потребни редовни комуникации за да се изгради едно разбирање.